Добро вечер. Која слика од овие повеќе ви се допаѓа? И двете се двете? А инаку да ве прашам, кое прашање ви е најиндикативно од форшпанот? Кое ве заголица? Претпоставувам дека сите ќе ги одговараме така што е да ставиме простор за гледачите. Добро. Сите беа вака интересни за добро. Ви одговара како основач на ВМРО ДПМН, како лидер на ВМРО Народна партија или како екс-премиер? Која позиција најдобро ја чувствувате за свој политички настап? Па морам да ја кажам дека сите ми се мери на свој начин и сите во свое време. Сите во свое време си оствариле својата функција, така што сметам дека со сите имам направено нешто за Македонија, можеби со ова сега последната најмалку, меѓутоа таква ми е функцијата, нели? Така ми е и местото во денешната политичка сцена Македонија. И да ве се обидувам и со оваа функција колку што можам да дадам свој мислење, затоа што сметам дека некој кој имал висока функција во државата, неговата одговорност према Македонија не завршува туку таа продолжува некако и понатаму. И за мене е во ред бивши високи политички функционери, дури и да не се во политиката, дека треба за одредени работи да си даваат свои мислења, да си кажуваат свои ставови. Еве, и за тоа најмногу, меѓу другото ве викнав, бидејќи сте искусен политичар, иако час знаете да се замрзнете некаде, да не ве има, па одеднаш ќе се појавите и ќе направите цел бран од и лавина од реакции. Значи, Чомовски, вие знаете дека вие кои сте ме побарали, јас секој сум бил присутен на дали на кратка изјава. А што други медиуми не ве бараат? Едноставно се работи и медиумско игнорирање, да. Да, медиумско игнорирање и еве мислам дека искуството освен сега ако не ги ставиме тука порталите, затоа што многу портали сега се намножи и не може човек да сите портали да... Дури медиумски милиони кои во времето кога владеевте ви беа во скут под позуите. Иако важите за релативно либерален во однос на медиумите. Гледајќи денешната атмосфера во македонскиот медиумски простор, тешко дека можеме да кажеме дека во тоа време во кое јас бев премиер некој медиум бил во скут, освен да речеме по некоја линија на како да се нарече по некоја линија на законот македонската радио и телевизија и тогашниот весник Нова Македонија. Значи, тие беа, како да кажам, нешто што кобајаги ја бранеа владата на ВМРО ДПМН во тоа време, се друго беше опозицијско и можеби од денешен аспект сметам дека треба да се цени тоа, затоа што мислам дека нема такво време во македонскиот медиумски простор, ни пред тоа, ни после тоа. Сите влади кои доаѓаат гледат, сакаат да узурпираат, да го узурпираат. Дали ви изгледа нормално? Како би се чувствува, например, како вулога на Липче Георгиевски, вулога на актуелниот премиер Груевски, кој отворите телевизор како од фрижидер ви излегува? Па би ви било тоа пријатно? Гледайте, ако го анализираме тоа време во 4-те години, знаете, не може да се каже дека не сум бил присутен, меѓутоа сум бил присутен по негативни работи, не по позитивни. Значи се работи за еден друг тип на контрола на медиумите. Значи, Чомовски, кога зборуваме за денешната состојба во медиумите, јас можам да кажам дека со исклучок на последните 5-6 месеци кога сега можеме да кажеме дека нешто се случува на демократски план, претходно имавме доста долги години на зачмаеност во македонскиот простор, информативен простор, и тоа е лошо за Македонија. И жално е кога ќе анализираме оваа цела ситуација што Македонија после 25 години самостојност и независност уште не ја освои првата лекција со која почнавме 90-та година. Ние имавме комунизам, кога тој беше недемократски, го рушевме комунизмот и чекавме демократија. И влеговме во класичен болшевизам. Цел циклус од 25 години, ако направиме анализа на тој медиумски простор каде сме сега, ќе речеме пак сме на почетокот. Значи, пак ќе освоиме онаа лекција. При што, значи, јас можам да ја кажам, сакам да го поставам принципиелно прашањето на тој медиумски простор. Знаете, демократијата се прави со демократи, со многу демократи, убедени демократи. Не е очигледно и во политичките елити, меѓутоа и во медиумските елити, и како собственици, и како новинари, некако многу малку имаме принципиелни демократи. Значи, што е она што сакам да го потенцирам? Значи, јас кога денеска ја читам, да речеме,
да речеме да наречам левичарската елита на новинарите. Дури еве се надевам дека не е проблем да набројам некој, не да речем Ацо Кабрамов, Бранко Геровски, Сашо Колоканов и да не ги редам сите други, Сашо Ордановски. Значи, кога ги читам нивните анализи за актуелната македонска демократска нели состојба, не можам да кажам дека 100% ќе го потпишам тоа што тие го пишуваат. Меѓутоа, каде е проблемот? Проблемот е што сите тие луѓе не еднаш има еден период од 90 до 98 година да воспостават принципи на демократија. Има период од 98-2002 кога некој друг беше власт и им даде простор да пишуваат што сакаат. И има од 2002 па до доаѓањето на оваа нова ВМРО ДПМН повторно да воспостават принципи. Значи, тие си кривите што не ги воспоставија принципите на вистинската демократија. А кој од десницата новинари ви сметаат? Па, знаете, од десницата тешко можеме да наброиме некој. Знаете, јас кога гледам целата оваа тешко дека некој е со негативна конотација? Не со негативна, туку сега ќе го кажам контекстот. Кога гледаме сега она што се нарекува десно новинарство во Република Македонија, јас просто не можам да се начудам. Значи, јас можам да ви кажам, од целата таа елита, кога ги издвоим оние малите, кои сега дошле, сега да речеме во последните 5 години, со годините стасале да бидат новинари, од тие постарите, освен Јанко од Јади Бурек, јас не познавам ни еден друг таму ВМРО-вски или десничарски новинар. Знаете, јас денеска кога, сад пак ќе кажеме имења некој од формалната десница денеска, меѓутоа можеби помладите генерации не се сеќаваат, ние многу добро се сеќаваме. Значи јас денеска кога ја гледам Мирка Велиновска со каква жар го брани ВМРО ДПМН, ја брани самостојна независна Македонија, понекогаш не можам да не се насмеам сам во себе и да се речем, чекајте, тука има една генерација која многу добро се сеќава кога Мирка Велиновска со истиот жар го бранеше опстанокот на Југославија од нас, кои сакавме да ја растуриме Југославија. Многу добро се сеќавам кога ја бранеше СДСМ. Таа беше еден од најексклузивните новинари на СДСМ, барем против мене. И денеска гледаше едно лице. Добро, доста, за колегите доста. За колегите доста и за другите доволно. Да го спомнам уште Латас кој беше последниот бранител на Милошевиќ. Сите ние се сеќаваме дека телевизија Белград објави дека Милошевиќ е паднал, тој не убедуваше во 7,5 дека тој е лага и дека Милошевиќ уште стои на власт. Сега, значи и 3 месеца пред тоа со Џинго беа во посета на истиот тој Милошевиќ. Сега, значи каде ми е поентата? Значи, поентата ми е дали ние после 25 години значи, и успеавме да изградиме во оваа Македонија вистински демократи. Луѓе заради принцип да се борат за демократијата. Не затоа што... Ама сте се врзали за новинарите и со право можеби, бидејќи од тука поминува формирањето на јавното мислење. Меѓутоа, видите, нашата интелигенција е антидемократски расположена. Таа молчи во клучните фази од развојот. Ама тоа е вториот дел на приказната. Јас се сложувам дека и тука има приказна. Меѓутоа, што сакам да ви кажам? Значи, повторно ќе го спомнам тој дел. Дали, ако да речеме сега дојде до трансформација на власта, дали овие луѓе кои сега на убав начин анализираат состојбата, меѓутоа има ли и друго лице, дали ќе поминат преку сопствена катарза и после тоа ние ќе добиеме невистинска слика на демократијата во Македонија или повторно ќе го добиеме онаа слика на СДСМ што јас да речеме ја памтам добри 15 години како да речеме таа се однесувала по многу прашања. Добро, ама сега е редно да ве прашам. Сега, што се однесува во однос на катарзата, сега замислете. Тоа исто се однесува и за вас. Така е. 25 години на индиректен начин формирате политичко, јавно и партиско расположение. Дали сте чувствувате дека се менувате, дека кокетирате? На крајот кажете, сега ќе трнем од најбизарното, иако тоа не е случајно. Дел од овие ваши приврзеници, после реакцијата за Хари Костов, рекоа, Љупчо, кај одиш ти? Со кого си? Од опозиција или намигнуваш на Груевски? Тоа е една од симптоматологијата што може и за вас да биде детектирана како можност дека кокетирате. Чомовски, значи, јас зборувам
за принципи на демократијата, а сега ова станува збор за политички идеологија и политички размислувања. Во поглед на она што го кажавте вие, она што ми пречи во последно време во Македонија, што политичар, поединец, па и новинар, дефинитивно мора да се вброи во еден табор. Или ќе биде со левицата, или ќе биде со десницата. Дали, зашто не го бараме просторот, за нешто што се нарекува трета, четврта, пета опција? Зашто мора да има само две мислења? Во таа насока, јас можам да ја го кажам следново. Моите политички ставови, 10 години, ова ВМРО да помне 10 години на власт, така? Од 10 години, 9,5 години, и не 9,5 години, до последното наше соопштение, јас сметам дека повеќе одговараат на она што се нарекува левице, СДСМ, отколку што се нарекува на десница. Во 10% човек ќе каже нешто друго и веднаш му ставаат етикета на сосема друга страна. Сега, ова што сега вие пред малку ми го кажавте, јас не знам кој како го разбра последното соопштение. Не, за соопштението малце појавно. Да. Сега прво да почнеме со можеби поактуелниот миг во овој момент. Врие во политичкиот ансамбл во Македонија, очекувајќи го Хан, па Бајден и така натаму. Очекувате ли дека ќе има избори на 24-ти и дали вие мислите дека Никола Груевски е искрен во перцепцијата и во обврските да го реализира пршино, бидејќи на одреден начин го формиравте како партиски кадар. Сега, тоа е сосема различен тип од вас. Каде го гледате прво амбиентот во кој Никола Груевски креира јавно мислење дека ќе го реализира пршино? Она што можам јас да ви го кажам, дека ова криза трае, ако не се лажам, негде од крајот на август, минатиот ланскиот август, тоа е година и 4-5 месеци. И сметам дека е тоа премногу долга криза за една мала држава како што е Македонија, со сопствената внатрешна мултиетничка и економска нестабилност, со соседите кои се движат сите напред и во целата оваа геополитичка ситуација која гледаме секој ден со глобални војни кризи, глобални војни ситуации. Ако ја давам оценката дека е премногу изгубено време, веднаш ви кажам дека јас ќе бидам многу среќен дека треба да се стави крај со изборите на 24 април, кои нели се според договорот во прашино. Во таа смисла, сметам дека СДСМ како нели таму учесник на тие пржински преговори и договори е најкомпетентен да каже од негова страна дали се задоволени или не се задоволени сите услови. Ние како ВМРО, Народна партија, имавме некои позиции кои не ги разбраа во другата опозиција. Сметам дека тоа беше пат многу побрзо да се дојде до демократизација на Македонија и до една вистинска промена. Меѓутоа, некои луѓе од СДСМ доста напали, а па после ги вклучува, да речеме, дел од тие елементи. Така што, сепак јас оставам, не можам да пресечам, тие што го подпишаа прежинскиот договор треба да кажат дали се исполнети условите или не се исполнети. Јас сметам дека треба да се стави крај на целата оваа криза, заради севкупната позиција на Македонија, и економска, и меѓународна, и се она што се нарекува Македонија како интерес. Во таа насока сметам дека и тогаш кога разговаравме, вие се сеќавате непосредно после избивањето на кризата, сметам дека СДСМ на погрешен начин направи многу грешки и во водењето на самата афера и во самите договори што требаше да се постават. Јас до ден денеска можам да го поставам прашањето, стратешка грешка е што прво прашање кое требаше да се реши Македонија да биде една изборна единица без долен праг. Тоа ќе беше чекорот и основата на вистинската демократизација. Кога ви реков дека на опозицијата тоа е текна многу подоцна. И вие помалку кокетирате и се менувате. Сега ми давате за право. Во 2 минути сте концентрирани на СДСМ и ја не ви го одзимам тоа право. Но ве прашав за ВМРО и за Никола Груевски. Како да од позиција во која бевте во коалиција со Бранко Црвенковски и СДСМ, како сега да намигнувате и како што ве прозиваат. Кај сте? Опозиција сте или сте во налето да бидете во коалиција со Груевски? Господин Човонски, ние сме опозиција од
кој беше тоа 15 септември или 5 септември, како беше тоа славното 2002 година, и до ден денеска нели сме опозиција. Класичен пример, дали сме опозиција или не, е еден едноставен факт. Каде се нашите соопштенија на провладените медиуми, каде сум јас на провладените медиуми? Значи, нашето име и на ВМРО Народна партија, и на моето лично име не постои таму, не функционира. Значи, тоа е еден од доказите. А тоа што за последната битка имаме сосема други позиции со некои други опозицијски партии, тоа е едноставно прашање на собствено размислување. Како ќе заврши целата оваа ситуација до изборите, едноставно ќе видиме. Не можем да ја кажем во овој момент. Ако бидат на 24 април, ќе одите сами или ќе одите во коалиција? Па, и со кого? Во ВМРО Народна партија во моментот има 3 лоби групи. Едната е да бидеме поблиску со СДСМ, втората е да бидеме поблиску со ВМРО ДПМН, третата група е да бидеме со некој збир на помали партии, некој десен центар, не знам, нешто слично, и има еден поединец, тоа сум јас, кој смета дека е најдобро сами да се одиме повторно. Јас знам зашто многу луѓе сакаат да учествуваме во некаква коалиција, затоа што се плашат дека немаме да имаме доволно пратеници и сето тоа. Меѓутоа, јас лично сметам дека ние најчисто идеолошки ќе бидеме ако одиме сами. Повторно ќе се види таа наша чиста идеолошка линија. Во еден приватен разговор, прв пат ќе го злоупотребам, ве прашав дали е мокна симбиозата Мијалков-Груевски. Дали ќе ми го одговорите истото што тогаш ми го одговоривте? Па, јас сметам дека е мокна, очигледно дека тој спој. Дали е нераскинлива? Мислам дека е нераскинлив, барем до сега како што изгледа ситуацијата. Сега во таа насока не знам многу детали што се случува после оставката нели на Мијалков. Меѓутоа факт е дека тие функционираат добри 10 години како од аспект на контрола на државата идеално. Од аспект на демократијата лошо. Пред да почнеме со некакви содржински, уште малку интригантски или скандалозни на границата на озборување. Што ви текна да отворите војна со Хари Костов? И да му посочите дека е еден од главните финансирања на оваа владеечка гарнитура со 400 милиони евра финансирање на низините проекти, откако првиот банкер и екс-премиер излезе со две тези прилично симптоматични, а тоа е едната валутен борд, другата фискален совет. Знаете, господине Чомовски, ако нешто ме иритира во последните 5-6 месеци, е на структура на луѓе кои сакајќи да им се допаднат на ВМРО ДПМН, на СДСМ, нели, сакајќи да го фатат новиот ветер, се обидуваат да нели со различни своји позиции да се додворат кон таа страна. И покрај тоа што забораваат дека во последните 10 години направиле многу од своја страна да го етаблираат овој систем на власт што постои во Република Македонија. Многу од нив ги спомнав во моите интервјуа и значи уште еднаш ќе го потсетам нели СДСМ тројанските коњи да не ги бараат во ВМРО Народна партија затоа што ВМРО Народна партија имаше еден краток договор со нив и 100% го испочитувавме договорот. Тие се тие што не го почитуваа. И можем да ја кажем дека до ден денеска го почитуваме тој договор и само ќе ја потсетам дека во 5 општини во Република Македонија СДСМ се уште владее благодарејќи на советниците на ВМРО Народна партија, вклучувајќи го и градот Струмица, каде што ако не е советникот на ВМРО Народна партија, утре ВМРО ДПМН ќе им го земе совет. Па добро, зар мислите дека овој банкар вако каков е кој бил премиер во време на Бранко Црвенковски дека има потреба да му се додворува на Заев со таа изјава? Сега, значи ситуацијата, значи ја доживеав како едно врвно, како да го кажам, политичко економско лицемерие. И господинот Хари Костов се постави како никој ништо да не разбира во Македонија и никој ништо не сваќа. Значи, каде е проблемот? Проблемот е што господинот Хари Костов како директор на Комерцијална банка, значи во моментот, значи не ме држите за збор, меѓутоа негде меѓу 350 и 400 милиони евра
има државни, односно владени обврзници во својата банка. Значи, со таа сума, тој дефинитивно, статистички, јасно демонстрира дека во моментот е најголем внатрешен финансиер на владата на ВМРО ДПМН. Ако го земеме неговото влијание на помалите банки кои мора да го следат неговата не директно влијание, меѓутоа индиректно затоа што секој ден тие бараат помош од него, сигурно уште 300 други милиони евра се исто под негово влијание закупени државни владени обврзници. Значи, се работи за плюс трансакцијата со Телеком плюс трансакцијата на продажбата на зградата од 24 милиони евра, што јас сметам дека е крајно од корупцијски аспект многу сомнителна продажба. Значи, на зграда затворена која нема пристап од нигде во моментот, вие да продадете за 24 милиони евра. Значи, можете слободно да си го помислите, да си го отворите прашањето, има ли тука некаков разговор во 4 очи. Значи, најголемиот внатрешен македонски финансиер на владата и втор, после Дојче банка е најголемиот финансиер на владата, втора е, значи, Комерцијална банка од Република Македонија. Излегува и бесрамно бара валутен борд. Значи, ако тоа го побараше некој професор на економски факултет, немаше да реагирам, затоа што ќе речем, ова е научно размислување, дајте да видиме дали има тука нешто што може да се подржи. Меѓутоа, ако најголемиот финансиер на владата на ВМРО ДПМН во моментот бара валутен борд, со што сака, дори има и нели политичка таму една позадина мала, сака да се допадне на СДСМ, јас велам, чекајте се, извинете господине, ама во Македонија има луѓе кои разбираат малку математика. А зашто мислите дека му треба да се допадне на СДСМ, а дека можеби не е страв, дека можат со ова должничка експанзија да бидат загрозени неговите финансиски, односно неговата банка интереси? Значи, евентуално државна инсолвентност отидоа курбан дел од големите банки. Значи, она што сакам второто да го потенцирам е што не знам што господинот Хари Костов подразбира валутен борд. Меѓутоа, јас од она што го разбирам од економијата и од моето искуство, нели, можам да ја кажам следново. Валутен борд се става во држави кај што има сериозна финансиска дестабилизација. Дали хиперинфлацијата оди незапирливо, дали имаме неможност за враќање на долгови, дали имаме ситуација каде што едноставно не може да се исплаќаат странските долгови, внатрешните долгови, и тогаш ситуацијата станува зрела за валутен борд. Во ситуација кога секој вторник најголемиот доверител на владата на Република Македонија, Комерцијална банка, редовно си купува нови владени обврзници, каков е тој апсурд да барате валутен борд? Значи, се додека Комерцијална банка секој вторник редовно си купува нови владени обврзници, значи ние немаме потреба од тоа да зборуваме за валутен борд. Кога Комерцијална банка ќе донесе одлука дека веќе нема да ја спонзорира владата на ВМРО ДПМН и ќе почне полека да си ги враќа долговите, од 400 ќе ги намари на 250 на 200, тогаш ќе видите дека ние веќе ќе влеземе во црвена ситуација. Добро, сега вас ве прашувам. И третиот момент. Добро. И третиот момент, кој не смееме да го заборавиме. Не знам како господинот Хари Костов си го замислува валутниот борд, што треба да работи, дали треба да работи за да му ги осигура парите што тој ги дал нели на една нестабилна влада според нели она што можевме да го видиме од таа реченица. Меѓутоа јас ќе му кажам нешто друго, дека он со таа изјава си има дадено тежок автогол. Начинот на кој работи валутниот борд или слична шема на валутен борд од последните 2 години на новата светска криза е многу јасен. Тоа почна во Исланд, продолжи во Ирска, а кулминира како шема во Кипар и во Грција. А тоа е следново. Валутниот борд доаѓа прво и прво удира на банките. Значи, ќе даде оценка дали 20%, 30% или 50% од банките кои ја спонзорирале владата, ќе ги исече тие 30%, па после ќе оди со другите мерки 10.000 да се отпуштат од работа, пензиите да се намалат, не знам, капиталните инвестиции да се намалат. Значи, прво на што удира новата шема на валутниот борд е на банките кои ја спонзорирале
недоволно стабилната влада дали на Ирска, на Грција или на Кипар. Дали вие мислите дека владата на Груевски води стабилна макроекономска политика, дека должничката криза, должничката експанзија, која ќе достигне за 2 до 3 години, речиси до 60%, 55%, дека е тоа валидна, добра финансиска и макроекономска политика? Сега, значи овде ќе направам влез за некој што не успеа да го разберат доволно за вчерашното соопштение, каде што ние на почетокот кажуваме зошто валетен борд кога Светската банка и ММФ имаат добри позитивни резултати за макрофинансиската политика на Македонија. Значи, кога го напишеме тоа соопштението, Чомовски, ние кажавме еден реален факт. Значи, вие кога ги погледнете извештаите на Светската банка, на ММФ, дури и на Европската унија, ќе видите дека горе-доле таму има повеќе пофалби за владата на Република Македонија, колку што има критика. Сега, кога го напишавме ние во соопштението, значи имавме неколку критики. Првата критика се однесуваше према самиот Хари Костов, кој нели вериме дека овие добри извештаи се затоа што Зоран Ставревски доволно добро лобира во овие меѓународни институции. Ние сакаме да ја потсетиме македонската јавност дека и Хари Костов беше на исто место вработен кај што беше Зоран Ставревски, исто во Светската банка по предлог на владата на СДСМ. Значи, зошто сега отеднаш Зоран Ставревски добро лобира како бив член на Светската банка, а Хари Костов како бив член на Светската банка не лобира доволно добро? Ако излечам таа логика ваша, тоа значи дека одлично работеле грчките премиери, кои го криеле податокот на должничкото салдо, и кога тоа одеднаш се отвори стана ерупција. И дека лагата добива реална слика откако вистина ќе се почувствува стампедото на должничкиот долг. Значи, дозволете ми само уште нешто да кажем и ќе ви одговорам на ова прашање многу конкретно. И вториот момент, во таа реченица имаше критика кон дел од меѓународните организации. Не знам зашто некои не успеа да го разберат тој цинизам. Именно за што се работи. Не може одредени амбасадори да даваат критики на актуелната ситуација, а другиот ден Дојче банка 500 милиони евра и дава кредит на владата. Па друг некој амбасадор кој има поголемо влијание во ММФ и во Светската банка исто дава критики на актуелната влада, па другиот ден дава ММФ, односно Светската банка 100 милиони евра кредити на оваа влада. И не само тоа, ако погледнеме, ако направиме анализа, на секој месец и пол ова влада потпишува некаков договор за кредит со Светската банка. Значи, ако тие кредити доаѓаат, а мокните амбасадори на Европската унија и на западните земји, јас знам дека тие гласаат таму. Во секој кредит треба да помине на валуте на бордови на Светска банка, на ММФ, каде што ви давам за право зашто Груевски уште не слета после разговорите со Бајден, Светска банка вчера подпиша Светска банка објави дека има нов кредит. Вчера подпиша нов. Значи, критиката во тоа соопштение, со ценија, мене ми е жал што некои не го сватиле, е до дел од тие меѓународни институции. Значи, ако вие сметате дека се води една политика погрешна во Македонија, дајте тоа да го видиме генерално во сите ваши постапки. Ако го фалите Зоран Ставревски, дали со тоа го фалите и Никола Груевски? Дали на тој начин застанувате зад генералната политика на оваа влада, која во еден период, да не ве цитирам, но и вие бевте против оваа асиметричност на промена на идентитетот, Скопје, трошењето и така натаму. Не, сакам само да ви одговорам за економската ситуација. Инаку, не сакам да никој да ме разбере погрешно и да оставам со лош впечаток на претходното прашање, малку врзано со ова. Значи, сега ако ме прашате, што сметате, дали македонската економија е во добра кондиција, дали македонската финансиска, макрофинансиска стабилност е во добра кондиција, јас ќе ви кажам, според моето мислење, не. И сметам дека и ММФ и Светската банка, кои ги креираат овие извештаи за Република Македонија, ја креираат врз база само на некои голи статистички податоци, а не сакаат да погледнат во реалноста на македонската економија. Имено, јас можам и да ви кажам каде е главната слабост на онаа глобална макрофинансиска слика на Македонија. Ние во Македонија, во овој момент, таа слика која е направена во последните 3-4 години, имаме две економии. Имаме една реална економија,
каде што имате македонски заенетчи, македонски земјоделци, македонски приватни компании, кои работат според еден систем, и имате втора македонска економија која се наоѓа во слободните индустријски зони, каде што имате инвестиции кои се 50% платени од владата на Република Македонија, нема никакви даноци, никакви давачки, никакви кредити. И сега, каде е проблемот? Проблемот е што кога ќе испоите овие GDP, два GDP-а, еден на реалната економија и на еден, да речеме, оваа затворена економија од економските зони, вие реално добивате една голема цифра. Меѓутоа, таа голема цифра е навистина добра ако само ја користите како имидж на државата и, да речеме, нејзино представување. Меѓутоа, ако ја користите за да врз база на тој GDP земате нови долгови, ви правите, и при тоа тие нови долгови ви ги инвестирате во нереални, односно во непродуктивни нови инвестиции, ви правите многу голем проблем на државата. И ние имаме на таква ситуација, еве ќе ја кажем на макро план, вие да речеме гледате на голема продавница која има во неа стока, да речеме, од 200.000 евра, и која дури може би покажува, да речеме, на крајот од годината 500.000 евра промет. Меѓутоа, кога ќе одбиете дека се во таа продавница е на кирија, деловниот простор на кирија, онаа што го гледате како продукти се земени од дистрибутери на почек од 2 или 5 месеци. И на крајот, кога ќе направите математиката дека газдата на таа фирма има 500.000 промет, а за да земе плата, за да преживее, треба да земе дополнителен кредит, вие ќе си го поставите прашањето каде е бизнисот овде. Македонската ситуација, макроекономска, е токму таква. Вие го имате тој GDP, што Светска банка и ММФ статистички го пресликуваат, им дава простор на владата да се задолжуваат се повеќе и повеќе, меѓутоа, ние ќе дојдеме токму во една ситуација. Во одреден момент ќе направиме можеби 10 милиарди евра GDP, а ќе немаме плата да дадеме на администрацијата или пензии на пензионерите. Добро, сега правиме тоа е максимална критика. Рез за нашето гранапче што ни треба, нели, маркетинг. А дали ќе ми одговорите на прашањето дали очекувате дека Груевски ќе се повлече од премиер и од лидерска позиција? Дали ќе ми одговорите само? Па гледате. Не, само дали ќе ми одговорите. Добро, ЕПП и се враќаме назад. Последното околу банкарот и валутниот борд беше прво и го одговоривме. Она што завршивме, а сакам да ми го одговорите. Верувате ли дека Груевски ќе се повлече и од лидерската позиција или верувате во тезата дека ВМРО и натаму ќе владее 10 години? Од премиерската или од лидерската? Од лидерската. Од премиерската би требало да се очекува. Не ми се верува дека Никола Груевски ќе се повлече од лидерската позиција. Тој ќе си остане. Мислите дека ништо нема да му наштети од ова сето дудло што беше прикажано, чуено од прислушните материјали? Мислам дека они кога беше најтешко покажаа максимална монолитност внатре и мислам дека сега доправа не гледам дека некоја ситуација го загрозува внатре. Значи, мислам дека според она што го гледам и од она што имам информации, ДПМН се многу помонолитни дури од СДСМ, што е интересно да речем, овие се опозиција, овие се власт. Така што дури и да се очекува некаква шанса тој да не биде, да речем, ако победи ВМРО ДПМН нов премиер, мислам дека опозицијата председател на ВМРО ДПМН нема да ја напушти. Што значи нема основа и сепак тука сте значи реални дека не може да си го вратите ДПМН? Па не. Или верувате во реалната мобилизација на избирачкото тело што Никола Груевски успеа да го менаџира и успеа да го наградува? Да, значи вака има неколку работи. Првата работа, значи прво прашањето дали можеме да го вратиме ДПМН, мислам дека за тоа нема ни теоретска основа, затоа што таму има премногу друга структура. Знаете, таму има една структура, прашање дали 15% од тие луѓе ме познаваат мене во врска со ВМРО ДПМН. Таму е сосема друга структура која едноставно еве да не налегувам, тоа е сосема друго прашање. Така што за да влезете во некоја канцеларија, нели треба да познавате некој таму. Не можете случајно да влезете. Чекайте, сакам да ми речете дека ова ДПМН
Не е ДПМН кој го беше извориште на патриотизмот, на идеите, туку е напротив едно прагматично технократско ВМРО и дури незиниот премиер, нели, кој сега произлегува, Стојан Андов тоа овде го соопшти дека бил во Лига за демократија, па вие бевте изненадени дека сте го презеле од демократска алтернатива и така натаму. Значи, апсолутно тоа многу пати сум го кажал дека ВМРО ДПМН денешното е за жал многу далеко од она основна идеологија. Не знам дали ќе се обидат да променат нешто во иднина и за жал она што го кажавте и вие. Меѓутоа не е тоа само денеска во ВМРО ДПМН. Можеме да ја кажеме дека сите политички партии се веќе направени врз база на прагматизмот. Веќе сметам дека во раните 90-ти години колку и да не обвинуваа сите нас, имавме едно чувство на државата на еден друг начин. Денеска мислам се е сврзано некако многу прагматично. Дали ќе биде вработен ќерка му, син му, братучет му, втора фаза дали ќе стане директор, началник, трета фаза дали ќе го добие овој или оној бизнис и мислам дека политичките партии во Македонија веќе скоро сите функционираат на тој начин. ВМРО Народна партија е можеби последната партија која идеологијата повеќе изначи отколку да речеме прагматот, тој секојдневен материјален економски аспект. Само за миг ќе ве вратам на медиумите, ама да многу сериозен политичко-патриотски аспект. Гледавте новогодишни телевизиски програми? Чомовски, тој проблем јас го отворив можеби прв во Македонија, ако се сеќавате, како и многу други прашања што повторно ќе се вратиме на мојата позиција како опозиционер. Значи, во Македонија, ако некој прв го отвори прашањето на задолжувањето, бев јас. Ако некој прв го отвори проблемот на демографијата, го отворив јас. И да не зборуваме за многу други ситуации, вклучувајќи и ова рејугословенизирање на Македонија. Како ви изгледа ли логично не, ова е тотално, да има таков наплив на просрпство, не југоносталгија, во која трите главни медиуми за Нова година рейтингот го базираат не на автономна програма, туку на увезена српска програма. Значи, јас просто немам зборови што да кажам како критика за тоа што се случува со она што се нарекува актуелно ВМРО ДПМН во тој поглед. Значи, вие се сеќавате, таму многу... Што е реално? Значи, патриотизмот за кој Груевски зборува или овој просрбизам кој овде ни навлегува на голема врата по миење на совеста и на памета? Значи, за тој фиктивен патриотизам, јас исто така, ако отворите сега на YouTube, барем едно 5-6 мои обраќања и говори ќе најдете што мислам за тој фиктивен патриотизам. И до ден денеска, значи, јас не можам да ги сватам, ајде да речеме, ако раководството на ВМРО ДПМН тоа го прави како една, да речеме маркетинг или патриотската идеја, не можам да сватам еден друг дел на структурата на граѓани кои треба да размислуваат, кои треба да врзат 2 со 2. Оставите ги граѓаните. Ја, например... Не, граѓани кои гласаат за ВМРО ДПМН. Не можам да разберам дека СДСМ, опозицијата, не најде за потребно да реагира за тој скандалозен медиумски мрак во очи на Нова година. И да чувствувам дека дента на Нова година викаат добар ден со нагледаната телевизија и со гранд шоу на српските телевизии. Значи, доаѓаме, повторно до оваа прашање кој преска во првиот дел го поставивте. Ние сме опозиција која се разликуваме од многу други опозициони партии. И вие сега го дадовте одговорот. Ние 5 години зборуваме за рејугословенизацијата на Македонија. Јас ниеднаш не сум чул СДСМ да реагира на тоа прашање. Ние кога зборуваме против ВМРО ДПМН, нели? Не го напаѓаме СДСМ за тоа. Меѓутоа факт е дека СДСМ исто 5 години молчи за таа политика. Ама лесно е одма да викат бугарофилот, односно бугаринот Лупче Георгиевски. Нели тоа е многу име лесно. Ама знаете, Чановски, не ве влечам на тоа. Чекај, доста. Не, јас немам проблем, јас ќе ви кажам. Значи јас тоа многу често сум го казал и пак ќе ви кажам. Значи јас секој ден 24 часа се нервирам од оваа југословенизација и од рејугословенизација на Македонија. И затоа, ако не друго, дозволете ми со бугарофилството, ако не друго, па јас малку да ја понервирам вас. Јас сум растоварен на тој пар. На толку многу, ако веќе 90% се југословени, што ви пречи еден да има бугарофил, така? Да ви кажам право, прв пат сум на овој начин задоволен што покажавме демократски капацитет
што граѓани на Македонија, па макар биле и бугари од Македонија, си одбележаа Мара Бунева на еден коректен начин, покрај сите српски, бугарски, француски гробишта и така натаму. Но, нешто што ме интригира, а вие треба да знаете, бидејќи најчесто викаат Љупчо и ова, кои други големи ВМРО-вци, актуелни, го имаат бугарскиот пасош или бугарскиот ова? Значи, вака сега. Не смеете да кажете. Значи, за пасоши не знам, реално не знам за пасоши. Меѓутоа, дека ВМРО ДПМН беше место кај што се собираа сите бугарофили, тоа е факт. Значи, јас тоа многу пати сум го кажал Чомовски. Значи, 90-та година кога се формиравме. Ама тој е некаков историски бекграунд. Дека 50% од Централниот комитет беа бугарофили, дека 2/3 од извршниот комитет перманентно беа бугарофили. Значи, знаете што е многу интересно? Јас никога не сум терал, ниту сум ставил, затоа што, смета дека со Бугарија треба да имаме сосема други односи. Тие самите доаѓаат да ми кажуваат и да ми објаснуваат што бил дедо им, што бил татко им, прадедо им, кој бил доброволец на бугарската армија, кој бил кмет на бугарската власт. Значи, самите ги раскажуваат тие приказни. Зашто јас сум растовар. Каде ми е проблемот? Многу од политичарите имаат српско, австриско, полско, американско државенство, може изгледа и логично некој да има и бугарско државенство. Прашањето е на самочувствието. Ако ние после 70 години македонска нација не успеаме да се го сочуваме нашиот интегритет, создаден јазик, култура, џабе е тоа дали ќе бидеме бугари и така натаму. Затоа србите ни влегуваат, затоа и турците утре ќе ни влезат како што влегуваат и ние сме всушност реално со оваа власт и воопшто на ветрометина на внатрешно разорување на националното ткиво. И тука Господ не може да ни помогне. Значи, во тој поглед, зашто кога излезе оваа криза пред година и неколку месеци, вие се сеќавате, јас ја исфрлив таа идеја за амнестија. Затоа што Чомовски јас го проектирав и го сватив и го кажав тоа, дека оваа работа ќе се влече многу долго, а најголемиот губитник на крајот ќе биде Македонија. Сега, кај сме после години и пол? Решивме нешто од овој проблем? Ништо не сме решили очигледно. А постојано го поставувам прашањето, каде е Македонија? Знаете што е најинтересно во оваа битка меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ? Се е сведено на личен и на партиски интерес. Ја гледате ли вие негде Македонија? Каде е Македонија на евроатлантскиот пат? Па една Србија која има 100 пати поголеми националисти од нас реши толку крупни проблеми. Косово, гледате, секојдневно, сега врие, меѓутоа главната политичка елита оди напред. Црна Гора се влезе во војна со Русија, која претходно беше главен спонзор. Сите сватија дека треба да одат на евроатлантскиот пат. Ние нешто се уште се занимаваме со себе и не само што е најинтересно, ние и да завршиме оваа, да наречам демократска внатрешна криза, ние се уште ќе бидеме далеко од решавањето на најкрупното прашање. И повторно доаѓаме што вие сега премалку го кажавте. Тоа го кажав затоа што сметам дека Македонија е во една многу трагична ситуација, во една многу непријатна ситуација од демографски аспект, од економски аспект, од мултиетнички аспект. Ние во овој момент сме толку на стаклени нози што јас не можам да ја сватам наивноста на политичките одговорни луѓе, меѓутоа интелектуалци, да не се соочат со каква фрагилност на нашата држава ние работиме. Јас тоа многу пати сум го навел. И затоа, јас постојано, повторно да се вратиме на таа приказна. Значи, не можам да сватам некој да ми ја брани, да ми го брани и да ми зборува дека во идентитетот, значи името на Македонија, поврзано со идентитетот, е толку голема работа што он лично ќе загине, а не го гледа идентитетот во песната која и јазикот кој секој ден му оди преку главните исти тие телевизиски медиуми. Тој цинизам на истите тие медиуми, вие го погледнете, сите Канал 5 и Алфа се главните бранители на македонскиот идентитет кога станува збор со тоа да го решиме проблемот и да одиме напред, и истите тие три телевизии се најголемите пропагатори на таа рејугословенизација. Тоа е од чисто интелектуален аспект просто смешно. Не е тоа рејугословизација, тоа е ресербизација, ама тоа е друго прашање. Да, точно така. Бевте во еден период на индиректен начин шеф на концентрациона влада. Таа голема
коалиција со СДСМ во време на кризата и така натаму. И ја ги прегрмевте и едната и другата, добивме и статус кандидатски и така натаму. Дали сега мислите дека би можела таа рецептура, наместо овој дефектен концепт на заменици, па контролори, па и така натаму, да биде применлива една концентрациона влада која во еден период би можела да ги собера и креативните и само контролните механизми за излез од овие антидемократски процеси. Не само што не гледам, туку сметам дека тоа е спасот на Македонија. Значи вака сега. И повторно, и тоа уште кога почнаа разговорите, сум го кажал неколку пати. Цело време се сведуваше муабетот за големата, за експертската влада, или не знам како се нарекува, ќе се нарекува таа влада, значи за да организира фери демократски избори. Јас постојано велев колку што можев, колку што ме викаа. И сега еве повторно имам таа шанса да ја кажам. За мене, ако политичарите им мислат добро на Македонија, треба да искористат оваа голема или концентрациона влада да ги реши двата крупни проблеми на Македонија. Договорот со Грција, договорот со Бугарија, експресен влез со НАТО, почеток на преговори со Европската унија. Јас не можам да сватам. Значи, и онаа што ми е жал во целата ситуација, гледам дека никој не зборува за тоа. И онаа, знаете што е најинтересно? Еве, дури по цени да се организираат фери демократски избори. Не знам кој ќе победи. Еве, да победи и СДСМ, да победи ВМРО ДПМН. Повторно не гледам дека некој од тие два субјекти има намера да ги решава тие два проблеми. Не знам просто како може да биде ваква неодговорност. Имаш проблеми. 25 години тие проблеми, едниот е 25, едниот е 5 години, да речеме, со Бугарија. Зошто ги ставаш под чергиче? Кој треба да ги реши тие проблеми? 100 пати ни кажа и од Европската унија и од НАТО, вие треба да го решите проблемот. Чекайте, зошто бегаме од тоа? 10 години влада е Груевски. Дали мислите дека всушност Груевски бега од решавањето на тие проблеми за да може во една, би рекол, привидна ситуација, во една анархичност, суспендирање на институции, направен систем да може да владе. Мислам дека моето чувство е, го споделувам вашето чувство, дека е ВМРО ДПМН е таа партија која цело време бега од тоа. Меѓутоа ова е еден повик, аларм, дека времето што го изгубивме, дајте да го надокнадиме. Дајте да го надокнадиме. Не знам, мислам, што сега се правиме веќе лажни патриоти, наивни патриоти, не знам, наивни загрижени за Македонија, знаете, кој ќе ги слушам некои новинари на денешната власт, затоа пред малку и кажав, многу добро паметиме некои новинари со која енергија ја бранеа Југославија, сега кога ги слушам како ја бранат самостојна Македонија и кога ни кажуваат завери вакви такви, тогаш истите завери ни ги кажува како ќе се распадне Југославија. Чир имате? Чир. Дали ви проработува чирот? Не, ама не, навистина, мислам е смешна ситуацијата сега, значи најголемите бранители на Југославија денеска ни продаваат најголема одбрана на самостојна Македонија. Значи де факто може да се погледа ситуацијата и да се заплашиме с добро тие луѓе да не сакаат свесно да бидеме закочени на таа евроатлантска интеграција, за да можеме повторно назад да се вратиме во некакви скратени федерации. Значи не можам да сватам како после 25 години не разбравме дека имаме проблем. Треба да се организираме како нација, левица, десница, независни интелектуалци, да го пресечеме јазовот, да одиме напред. Како го толкувате најновото рангирање за организиран криминал, во кој Мило Џукановиќ златен медал, а Црна Гора како стампедо оди, после Азербејџан и на крај Никола Груевски трет. Прашањето ми е следно. Постои перцепција, дури во еден период и вие сами рековте дека вие сте богат или етаблиран како еден просечен македонски бизнисмен и сега се развивате, се занимавате со бизнис. Иако во еден период и јас ве критикував и многу ве критикуваат дека во тој период преагресивно една елита околу вас исто така се етаблираше. Како што сега тоа го прави и Груевски и неговата гарнитура. Има малку една историска димензија во ова прашање. Ви се чини ли дека е тоа некој преродбенички ВМРО во кој меѓу револуционерите владееше елитизам, аристократија, богатство,
од Тодор Александров до Сарафов и така натаму, и дека тоа е некаква историска нишка. Знаете што, Човновски, на десничарите и да не им се лутите кога имаат приватен бизнис и работате, што левичарите имаат приватен бизнис. Поголемата хипокризија е кога социјалистите и комунистите имаат приватен бизнис. Видите, во секој случај... Ама вие сега рековте дека овие десничари се поголеми комунисти. Сега зборувам идеолошки, а сега пак малку финансиски и економски. Значи, Човновски, вие цитиравте на моја изјава кога значи вие се сеќавате единствено на Ѓорѓиевски му се водеше сметка за бизнис интересите и финансиските интереси, а сите други политичари беа некако заштитени, сите беа наивни и невини. И сега добро е ова, јас да ви кажем право. Значи, јас ќе ви кажем многу едноставно. На мене во тој договор, односно предлогот со амнестија, која кажав, ме нападна многу, не знам, вака, така, не сватија дека јас се видов интересот на Македонија и токму тоа го кажав. Луѓе, дајте да не се давиме година и пол напред, дајте да пресечеме работата да одиме што поскоро. Сега, значи, тоа е од аспект на Македонија, од интересот на Македонија. Инаку, ако ви кажем од мој личен интерес, јас уживав во ова што се случуваше во оваа битка меѓу елитата на СДСМ и елитата на ДПМН. Уживав и ако нема никој поголема сатисфакција од мене лично, затоа што пак ќе ви кажам, пред да се случи ова, единствен, нели сомнителен политичар беше Ѓорѓиевски. Сега одеднаш избогаташи и мафијаши. Сега одеднаш пред вашите очи ви испадна една лепеза на фирми од Белизе, не знам, Грција, не знам, и кај левицата, и десницата, Телеком криминали, ваму криминали, таму криминали, да се надпреваруваат просто во исфрлување на што се нарекува нечист веш. Значи, најискрено ќе ви кажам, значи, во оваа битка што се случува меѓу левицата и десницата во овој момент, најголемата персонална сатисфакција имам јас. Нема друг кој може да има поголема персонална сатисфакција. Пред да направиме уште јас ви кажувам, значи тогаш кога почна приказната дека ова лошо ќе заврши за Македонија и тоа беше првиот интерес што ме водеше. И еве денеска можеме да констатираме дека ова е промашена година за Македонија. Ако е само година би бил задоволен. Да не се доведеме во ситуација да испуштиме клучен воз за стратегиските поместувања. Како што стои работа, ние едната година ќе испуштиме, дефинитивно. Дефинитивно ќе испуштиме. Сакам уште едно прашање кое... Човновски, она што, значи, тогаш пред многу години го кажав и денеска мислам дека имам уште поголема сатисфакција. Значи, политичарите се исто луѓе кои, значи, имаат и своји бизнес интереси и се задолжени да ги штитат партиските интереси. Значи, ви имавте една ситуација кога јас спомнав, не знам на кој беше тоа, 2011 година, во едно интервју кажав дека сите политичари во Македонија имаат некаква корист од она што го прават. Другиот ден се јави Љубе Бошковски и кажа тој немал никакви финансиски и материјални интереси, после 4 дена го затворија во аферата што сите ние добро ја знаеме. Значи, уште еднаш ќе ви кажам. Доста со тоа лажно лицемерие, доста со таа лажна политика, каде што луѓето глумат, значи, се обидуваат да се покажат како монаси за да дојдат на власт. Значи, и оваа власт глумеше 9 години, па гледаме дека 10-та година ги разоткрија. Претходно СДСМ глумеше истата таа политика, па и за нив се отворија разни приказни. Значи, онаа што треба да се постави принципот. Значи, имаме ли закони? Дали се почитуваат тие закони? Дали во рамките на законот нешто функционира или не функционира? Тоа се правилата на игрите. Пак ќе се вратам на Хари, ама повеќе како адут за следното прашање. Дали кога излеговте така агресивно критиката кон него, помалку чувствувате гнев од оној период кога како екс-премиер ве нарече најголем криминалец, како реваншизам, потоа вие се обидовте да го апсите заедно со Љубе Бошковски, па Мирка Велиновска го бранеше таму пред полициската станица Карпош и така натаму. Значи, дали тоа ви преовлада или сте на оден начин девастирани од тој тип на реваншизам? Мислам дека не треба не има да стигнеме до тоа прашање, меѓутоа ќе ви кажем едно вака. Хари Костов од власта на тогашното ВМРО ДПМН
имаше перфектна, чиста кривична пријава за да оди у затвор. И што не го затворивте? Љубе Бошковски го викна на еден разговор кој беше сосема нормален разговор, односно не беше ни притвор тоа, туку информативен разговор. Тогаш кога Мирка Вилиумска го бранеше. Значи, оние кои го спасија беше тогашниот гувернер Љубе Трпевски, а за возврат со една дополнителна изјава што ја приложи, а за возврат Хари Костов после го затвори и го спаси демократското судство на СДСМ. Знаете, значи кога слушам овие приказни за судската власт во Република Македонија, исто така косата ми се ежи, затоа што повторно го поставам истото прашање, истата дилема. Исто како преглеска со новинарите. Значи, денешниот опис на СДСМ на судството во Македонија е точно такво кој што го опишуваат. Меѓутоа, тие го направија таквото судство во Македонија. Тие функционираа на таков начин. Значи, тоа е приказната што Хари Костов. Гледаше следните интервју со Љупчо Ѓоргиевски, екс-премиер, лидер на ВМРО Народна партија. Решија, дајте ве молам сликите на Ахмети Груевски и на Ѓоргиевски и Џафери. Дали се подготвени? Додека ги добиеме. Кога би бирале, што би мислеле, која би била подобра етничка коалиција? Оваа на Груевски или оваа на Ѓоргиевски? Па, јас можам да ја кажем дека ние со Џафери и покрај тоа што изгледавме како монолитни, имавме многу проблематични ситуации, многу дискусии, многу расправи. А денеска која наблюдувам власта на Груевски и на Ахмети, ми изгледа многу монолитно. Сега не знам дали има нешто зад тоа, но таа изгледа просто не соборлива. Таа изгледа просто недопирлива. Мислам дека тоа е сериозен проблем кој треба да го решава СДСМ ако сака да дојде на власт. Уште само да ве испровоцирам, вие како така држите агресивно присуство па повремено ќе се повлечете? Зошто мислите дека Бранко Црвенковски е комплетно повлечен? Не знам, ќе треба него да го прашате. Сте контактирале со него? Не. Морам да ви кажем дека се видовме еднаш во еден ресторант, се поздравивме најкултурно и можем да ја кажем и до ден денеска. Ние со Бранко Црвенковски направивме еден обид после многу години да направиме едно некакво помирување и тоа помирување реално го направивме со тој договор 2011 или беше се не сеќавам. И пред тоа ги забравивте оние лути ТВ дуели, лутите пресметки политички и така натаму. На некој начин можам да кажем дека во таа фаза ги заборавивме. И јас сметам дека тој додека беше премиер, тоа што го договоривме го почитуваше, додека беше председател се извинувам на СДСМ, зборуваме за 2011 година, го почитуваше и јас сметам дека она што го договоривме тогаш ние до ден денеска го почитуваме. Мене ми е жал што вториот дел од тој договор, кога дојде новото раководство на СДСМ, го раскина од сопствени причини. Не навлегувам, тоа е нивна желба, затоа што, морам да го кажем, тоа затоа што се обидуваат некои членови на ВМРО Народна партија да ги замаат дека ние сме го раскинале договорот. Значи, на нивно барање беше раскинат договорот. Да извадив едно 3-4 книги, за да ви изненадам со некој прашање. Ако, нема проблем. Не, вие сте човек што не може да го изненади. ЕПП се враќаме со завршницата на ТВ интервјуто со Љупчо Ѓоргиевски. Поштовани гледачи, влегуваме во година во која ќе прославуваме четврт века од почетокот на македонскиот самостоен и суверен пат на држава и членка на меѓународната заедница. По тој повод можем да ви кажем дека со денешното интервју со екс-премиерот Љупчо Ѓоргиевски начнувам една идеја која би требало да во ова студио ги донесе сите актуелни и поранешни, да ги донесе сите премиери во изминатите 25 години, вклучувајќи и ексклузивно интервју која јас го имам снимено со Никола Кјусев, првиот премиер, кој го снимив непосредно 2 до 3 месеци или 4-5 месеци пред неговата смрт и кој ќе имате можност да го гледате. Господин Ѓоргиевски, после 25 години, кога би се запрашале како политичар, што
сте пропуштиле да направите и што сега би направиле? Многу работи. Многу работи сум пропуштил. После 25 години мислам да кажам, можам да кажам дека мене ми е жал што едното прашање го говорив на самиот почеток. После 25 години Македонија се уште е далеко од демократијата и ние успеевме да изградиме демократија со демократи. Значи некако кај нас демократијата е повеќе заради законите, заради затоа што сите се демократи. Значи ние после 25 години имаме со елементарните принципи на демократијата. Вториот проблем е проблем со државотворноста. Исто вие го тоа спомнавте преку Нова година и телевизиите од некој друг југословенски простор. После 25 години јас не знам дали ние можеме да кажеме дека македонската државотворност на сите граѓани кои живеат во Република Македонија е на степен што да речеме го има во сите соседни држави или во било која нормална европска држава. И трето, сигурно што е многу важно е, сметам дека можевме да направиме многу повеќе на економски план. Што можам да кажам во таа насока? Сигурно сме имале многу грешки, и јас лично сум имал многу грешки, меѓутоа сметам дека тие 4 години, 98-2002 година, успеав да демонстрирам две работи во Македонија. Во Република Македонија поминавме две војни и покажавме дека можеме безбедносно да ја одбраниме Македонија. Поставивме столб на една демократија која сметаме дека може да биде вистинска демократија и демонстриравме дека Македонија може да живее без долгови и тоа релативно добро. Во претходниот разговор зборувавме за тие владени обврзници кој како ги купува, што ги купува. Јас можам да ви кажам дека се гордијам што во 1998 до 2002 година мојата влада ниеднаш не продаде владени обврзници за да се задолжува за буџетот на Република Македонија. Не знам на некој економист дали му значи нешто тоа, меѓутоа сметам дека тоа е голем успех. Да, ама за тоа продадете 3 до 4 крупни капацитети кои донесува во Македонија нето прилив од скоро 1 милиарда. Значи немаше 3 до 4, имаше само Македонски телеком, меѓутоа можам да ја кажам дека парите останаа. Значи тоа беше тие пари останаа во државните резерви на Република Македонија. Значи ние зборуваме за економски политики, значи пред продавањето на телеком. Што е тоа што после 4 век Македонија ја живрука во една жабокречина која сите други се излекува од овој синдром на Балканот, ние останавме во тоа балканска крчма. Мислам дека не сме премногу заробени во историјата. Премногу гледаме назад, не напред. Не сакаме да се сочиме со решавањето на проблемите и очигледно немаме храброст. Јас не изборувавме за големиот проблем кој го има Македонија. Јас сум зачуден од нехраброста на македонските политичари и на македонските одговорни луѓе. Се знае рецептот, се знае лекот, се знаат задачите што треба да ги решиме. И вие кои ги погледнете да речеме на Србија како го реши проблемот со Косово. Едно Косово сега како се сочува со проблемот и многу други држави, вие ќе видите дека и другите држави има поголеми некои од нив проблеми со нас, меѓутоа одат напред. Ние стоиме на едно место. Дали мислите дека Вашингтон, не зборувам сега Бајден, Вашингтон ја презеде улогата во која Груевски го притиска, што значи на индиректен начин и сите актуелни идни политичари ги притиска за конечна разврска со грчко-македонскиот и бугарско-македонскиот проблем, пријател договор за добро соседство и името. И во кој правец тоа би можело да се решава? Оти тоа е прашање кое речиси 4 век прекупира Македонија. Значи, не знам до кој степен е извршен притискот на таа точка, меѓутоа скоро сум сигурен да не му е кажено дека треба да се затвори тој проблем, да го реши проблемот. Затоа што Америка не чека да влеземе во НАТО, Европската унија не чека да почнеме преговори со Европската унија. Мене ми е навистина повторно како една порака, не знам како ќе заврши оваа демократска криза, меѓутоа секој политичар во Македонија треба да биде свесен и постојано некој да му го кажува тоа прашање. Треба да го решите проблемот, треба да одите напред.
Ако тоа го нема, мислам дека има неодговорност према политика, према Македонија. Мислам, сите приказни дека нешто можеме да направиме, да ја смениме Грција, се празни приказни. Сите приказни дека ќе убедиме меѓународната заедница со нашата вистина се исто така ирационални очекувања. Значи, има само едно решение. Внатре во Македонија самите да пресечеме и да отидеме напред. Не знам зошто има тотална амнезија по тоа прашање, тотален аутизам по тоа прашање. Просто се чудам на неодговорноста на одговорните луѓе за нашата иднина. Прашање кое би го крстиле како да кружам околу нешто, но е многу асоцијативно. Жестоко бевте под притисок и на медиумите домашни и особено на странските меѓународни асоцијации, од меѓународна кризна група, од соросоидите, како што сега се вика и така натаму. Сега, на одреден начин, историјата се повторува и кај Никола Груевски. Кога свативте дека ако не ја слушате меѓународната заедница, лошо завршувате? Една година од кога паднав. Да, само можам да ја кажам дека сите тие фактори беа многу погруби према мене отколку сега. Значи вака, јас ги слушам некои опозицијски структури кои сметаат дека меѓународната заедница максимално работи да го сруши Груевски. Од многу елементи ја што ги гледам, не сум баш убеден дека тоа баш така во моментот се случува. Барем она што го знам според она што се случуваше со мене. Дали е тоа разочарување на странците од капацитетите на опозицијата? Значи, има неколку фактори според мене. Значи, едното е тоа, значи разочарување од капацитетите на опозицијата. Втората работа е она што и последниот пат го кажав тука. Груевски на нив им спорачува стабилност со Али Ахмети. И таа стабилност не е за подценување, ако си има предвид она што се случуваше во Македонија. И сметам дека на меѓународната заедница многу им значи што Али Ахмети ќе им каже на нив и за која позиција се. И има една глобална политичка игра. Тоа е, значи, ова сега расправа со Русија. Не смееме да подцениме таа работа. Сметам дека меѓународната заедница сепак сака овој дел од Балканот да го задржи за себе и најава што поскоро да влеземе во евроатлантската интеграција. И сметам дека некои смета таму дека ако премногу притискаат, дека може да се случи ние да имаме отклонување на целата власт на сосема друга страна. Предмалку рековте дека не достигат храбри политичари. Не мислите дека Заев е храбар со оваа битка која Лавовски истера со прислушуваните разговори и со реанимацијата на СДСМ? Да, тука има простор за пофалбе. Таа битка ја водеше доволно храбро, не доволно паметно. Јас сметам дека целата битка можеше досега да биде добиена со 3-0, меѓутоа очигледно храброст не му недостасуваше од целата приказна. Господин Георгиевски, ви благодарам. Уште еднаш, почитувани гледачи, ве потсетувам дека ние ќе се обидеме, кој јас и веќе на овој начин анимирав некој од нив, да ги донесеме сите досегашни примери и актуелно се разбира има отворена покана во оваа дебата во годината во која Македонија е пред искушенија, откако помина 25 години самостојност со дилемата зошто сме се уште тука каде што сме, изолирани, самобендисани и самодоволни. Пријатна вечер и ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам.